Лени Кравиц го слушнавме со Human на 20 минути после 11 часот и токму тоа ќе биде нашата тема, затоа што токму тој, една од најголемите музички звезди на светско ниво, Лени Кравиц, во организација на Авалон продукција, на 4 август ќе одржи концерт во спортско-рекреативниот центар Билјанини извори во Охрид. Неговата летна турнеја Blue Electric Light е влезена во 10-те must-see концертни турнеи ова лето на светско ниво, така што навистина ќе биде посебна привилегија што ќе имаме можност да го гледаме и слушаме токму во Охрид. За деталите во следните минути зборуваме со Бобан Милошевски, собственик или ако повеќе сакате прв човек на Авалон продукција, кој што заедно со својот тим по трет пат го носи Лени во Македонија. Бобан, јас најпрво ви благодарам што најдовте време да бидете дел од оваа емисија со оглед на тоа дека не само што сега имате, туку вие живеете во една светски набиена агенда. Па да, ама Струга, јас сум old school и Струга ми е едно од поомилените места во Македонија и сега кога сум тука во комшилук во Охрид, рете да дојдам да ве испочитувам вас ако веќе вие ме почитувате мене. Така, многу ви благодариме и сега нема да започнеме од значењето на овој концерт за публиката, ниту пак со популарноста и квалитетот што Лени го нуди, затоа што тоа или секој го знае или треба да го знае, но навистина би сакала да ја објасните најпрво таа одговорност и тежина во организацијска смисла што ја носите на грб, како воопшто успеавте да договорите да влезе Охрид во оваа турне? Па не знам, во принцип се што работиме ние, кажав јас пред известно време на една телевизија, се што работиме ние во изминативе 30 години не се гледа на улиците на Македонија. Значи, кога шеташ низ Охрид и низ Струга, за жал инфраструктурно каква е состојбата во тие градови, а Скопје мислам уште и под тоа ниво, ти едноставно не можеш да замислиш дека Стинг може да свири во Скопје, треба да го носиш преку Пластичарска улица со камионите. Истата ситуација е и со Лени Кравиц, идат 22 камиона од Атина, се возат можеби, што ја знам, преку патот Гостивар Маврово, кој е депонија, спортскиот центар Билјанини извори. Еве денеска ме информираа дека нема доволно струја за таа продукција, ќе падне струјата на ниво на цел град Охрид, ако ја користиме само таа струја, треба да изнајмуваме и агрегати, така да едноставно или си садомазохиста, изгледа јас сум садомазохиста, кој... Имам едно прашање за карактерот, ама поинаков е описот, не сум стигнала до таму. Добро. И не знам, мислам, не размишлям што зборам тоа што е вистина. Кога збориш вистина нема потреба да мислиш што ќе кажеш. Така. Токму за тој капацитет продукцијски неодамна наброивте вие неколку причини зошто Лени во моментов е поголема звезда од кога и да било до сега. Да. Бидејќи во Охрид ќе можете да видите лайв шоу какво што досега немате видено благодарение на напредната техника и продукција која што Лени Кравиц ја носи со себе. Така велите и така и е. Кажете ми колку Охрид и колку Македонија има капацитет за таа продукција, затоа што тоа што тој ќе го донесе овде треба да се спроведе. И ние сега вака како публика, поготово што треба да се спроведе утреента после Аца Пејовиќ, еден ден пред Александра Пријовиќ, 2 дена пред Саша Матич и Жељко Самрџич. И не знам, сериозно сум исплашен за здравствената состојба на моиве луѓе што го работат тоа. Поготово кога се знае дека на ова ниво на работа нема импровизација и нема компромиси. И пак се враќаме на тоа претходното очигледно. Јас сум некој садомазохист на кој не му е позната таа карактерна особина, лично нему, за самиот себе си. Добро подготвени ли сте? Мислам, вие знам дека сте. Мора да бидеме подготвени, затоа што, како што реков, нема импровизации на тоа ниво. Че мора да се изработи. Тоа работат тие, значи денешно време, бар во тој сегмент, нон-стоп луѓе во Авалон се во онлайн комуникација со продакшн менеджерите на Лени Кравиц и се разбира дека тука доаѓа бина од Нови Сад,
35-15, каква до сега немало во Македонија, така да во секој случај ќе биде возбудливо. И организационо, а и за гледачите после кои што ќе го видат финалниот производ. Да, тоа сакав да кажам дека од аспект на публика, на сите концерти кои што вие сте ги организирале, нас ни е навистина супер. Гледаме едно светско шоу кое што е под конец, ама е многу важно еднаш да се слушне и вашата страна, со што се соочувате за тоа да изгледа така како што изгледа, а што се однесува до Лени, мислам дека е очигледно дека Што е најголемиот проблем сега? Јас си правам муабет сам со себе. Најголемиот проблем е што ние Лени го донесовме прв пат 2008 година. Тоа е страшно. Ај колку има од 2008 до сега во години? тежок дел од 16 години. Значи дека ако ние тоа сме го направиле под конец пред 16 години, инфраструктурата таму кај што е правено, сега треба да е тоа да го направиш 10 пати полесно, да е на дугме. А проблемот со инфраструктурата во Македонија е што таа се руинира наместо да напредува, и инфраструктурата и околината, и тоа е стварно еден сериозен проблем, и тоа не е тоа ништо поразлично од фактот дека вие кога сте иделе овде на работа пред 10 години, ова мало било многу почисто, многу поздраво и многу полесно можело да се најде паркинг тогаш него сега. Нема никаква разлика во тоа, се е на тоа ниво во Македонија, и затоа сме тука кај што сме. Да, е сега тоа ниво вие го знаете можеби најдобро од сите, затоа што еве што организирате каде. Сте размислувале некогаш да си заминете од Македонија и да го работите тоа полесно? Работиме ние, сме работеле ние, ама некако јас сум присталица на тоа дека ти си помала и веројатно не знаеш, тука постои една изрека трбухом за крухом, која е веројатно хрватска, пошто зборот крух е хрватски, која се вика дека ти одиш од местото на живење во странство, а го си гладен. Јасно. А ја не сум гладен и аналогно на тоа немам потреба да се селам од Македонија. Мислам дека сум преемотивен, дека што знам сега да сум ја во Шведска или во Дубај, сега да сум ја не знам што би правил со себе. И од таа гледна точка боле остани овде, начи се и умри него, ама факат е дека да ја поедноставам приказнава, ние сме работеле Хрватска, Србија, Словенија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Романија. Никаде не е тешко како во Македонија и во Босна и Херцеговина. Така, затоа и ве прашав, а не е дека поентата не е ниту убаво да си отидете, затоа што еве публиката прво ќе биде лишена од светски концерти, ама мора да се размисли дали некогаш ви дошло така. Искрено, мене ми дошло, ама не од работни причини. Значи, ми дошло да се иселам од Македонија за да не работам ништо, а не за да работам. Од таа гледна точка ја можеби ќе се иселам од Македонија, али ако дојдам во фаза да ми е досадно више да работам и да не работам ништо, да се препуштам на некој друг тип на живот. Па пори тоа не знам, може да се преселам во Маврово, може во Берово, али тамо или на Женевско езеро е исто на крајот на краиштата ако не работиш ништо. Веќе ако бирате мали места, можете овде да дојдете. Можеме. Така, сега очигледно. Ако ја изчистите струга. Ако ја изчистат службите, убаво би било и за нас и за тие што сакаат да дојдат. Сега вака очигледно е дека сте успеале да го угостите Лени Кравиц светски изминатите 2 доаѓања негови. Некако изгледа како да сте изградиле некое пријателство, ама сепак ќе ве прашам дали има барања, затоа што во едно интервју рековте дека морал тој да направи, односно сакал да направи компромиси за да влезе Македонија во оваа турнеја. Па јас сум, ако воопшто постојат пријателства во овој бизнис, па постојат некои пријателства што се базираат на некоја хемија со некој од агентите,
Ја можам да кажам дека сум во некој така попријателски односи со агентот на Лени Кравиц и мислам дека тој, али сепак за тоа мора да биде информиран и артистот, ја направија рутата така да не се оди одма од Атина за Бургас, него да влезе и Охрид во таа рута и мислам дека Лени, без Лени да каже дека е окей, тоа сепак не може Нормално. да се случи. Да. Минатата година прославивте, односно Авалон прослави 30 години постоење и сега успехот и сите тие организирани концерти на светски артисти, ама пак ќе се вратам и на тоа златно време на македонската музичка сцена, Каролина, Тоше, Нокаут, Ерзана, Игор Џамбазов, Ареа Брейк, така. Значи, од тој период веќе можам да го паметам. Кажете ми, успехот е јасен и видлив, ама има ли нешто што би направиле поинаку да можете да се вратите сега? За тоа време? За цело ова време, за сите 30 години, затоа што со Авалон и вие како лично се развивавте сигурно. Има една работа. Јас бев противник на продолжување на договорот со Тоше Проески во ситуација во која неговиот татко би бил пак потписник на тој договор, што тој го користеше од времето кога Тоше беше малолетен. И после 2 или 3 години соработка јас реков, ако Тоше не се тргне и не застане сам на нозе, затоа што ние имавме една многу чудна ситуација во која, иако ние му бевме на Тоше менаџери и продукцијска куќа, сепак ние не се договаравме за ништо со Тоше, се договаравме со татко му. Како затоа што така. од моментите кога почнавме, Тоше мислам дека беше 3-та година средна. Да, млад беше многу. Така. И тогаш веќе полека почнаа да се отвараат портите на можноста да се организираат светски концерти во Македонија. И јас му реков на брат ми тогаш дека ако Тоше сам не дојде да го продолжи договорот, дека нема да работиме више со него. И едноставно така на неколку пати сум помислил дека може би целиот тој ланец на судбината не би бил толку безобразно лош и негативен ако ја донесев некоја друга одлука во тој контекст. Може би немаше да се случи тоа што се случи 6-7 години, 5-6 години после тоа. И така, тоа е единствена работа за која ми е криво, за друго за ништо не ми е криво. Мислам дека ако е судбина, сите околности доаѓаат за да се ама ти ме праша дали што би направиле поинаку, Јас би сменил, можеби би прифатил нов двогодишен договор во кој би биле подпишани и Никола Проески и Тоше Проески, кога би знаел дека тоа би го спречило тоа што после тоа се случи. Така. Професионалноста, посветеноста се многу важни за да се постигне тоа вие што сте го постигнале, ама навистина во вашиот случај не мислам дека е клучно, затоа што има нешто плюс. Јас дури не можам да кажам, како формулација е погрешно да речам дека имате љубов кон работата, затоа што љубовта како љубов е многу мирна емоција. Вие сега рековте дека сам себе се мачите, не е термин кој што би го искористила, јас би рекла дека е некој фанатички жар и страст. Кажете ми што тоа ви донесе позитивно, а што негативно во животот, затоа што сум забележала и во изјави и во постапки одите во екстреми. Значи, вас партизан ви е најбитен во животот, после улогата на татко. За овој албум јас би не знам што, имате екстрем, што не мора да биде лош. И не е според ова што сте го постигнале. Не, ова е многу битно. Значи, тоа е желба за сепак на некој одреден начин да го одвојам приватното од службеното. Значи, тоа што јас сум одлучил сега пред 2-3 дена да сменам профил и cover picture на... Тоа е мој приватен профил.
И јас сакам едноставно на тој начин, барем малку во текот на денот, да се одвојам од останатите работни проблеми. Тоа тоа го правам пак преку музиката, е доказ дека ја од хобито сум направил бизнис. Кога е во прашање Партизан, тоа е потпуно иста ситуација. Секој људски организам мора да добие одредена доза на адреналин, допамин, мир. Некој хирург кој што оперира 4 очи пара во текот на едно работно време, може би попладне оди да јава за да се одмори. Јас се одмарам преку Партизан, така да нема тука ништо екстремно, се е тоа нормално. Јас малку се сезам по социјалниве мрежи и факт е дека единствениот одмор што го имам од се е кога влегувам во сала. Јас значи кога влегувам во сала, ако утакмицава трае 2 сата, ја имам некој ритуал да влезам 1 сат порано и одма го ставам телефонот на switch off, што е многу, за мене е многу голем одмор. Јас 3 сата да имам исклучен телефон, и во кошарката е таков спорт енергичен, за разлика од фудбалот. Фудбалот може да биде pain in the ass 0-0, да е 120 минути. Во кошаркава секој напад се преживува како да е гол, и мене ми прија тој интензитет како одмор од остатокот на животот. Така, тоа е прекрасно објаснување добив сега, ама мене поентата ми беше да ја немате вие таа страст, не може да работите со звезди какви што работите, не може да ја донесете Грейс Джонс и така натаму, туку ќе беше тоа некоја мирна вода на некоја плитка организација. Точно, тоа е, јас и на многу луѓе со кои што се знам им објаснувам дека ти си пакет, дека ти не може да си мртво море за во све приватно, вамо службено, да правиш невозможни работи, као што е да донесеш Грейс Джонс во времето на Вимбалдон, и таа од Скопје отиде право на Вимбалдон во Скопје. Тоа секој човек е пакет на некој одреден начин. Имате ли уште предизвици после толку успеси? Имам предизвици, еве, исто така ова со Битанга и Принцеза, што се случи е доказ дека се уште постојат некои одредени работи кои што може да ме разбудат и да ми значат, затоа што во принцип не ми се свиже како одат работите во кој правец одат. Да речеме 1000 пати повеќе мене ми значило европско, светско фудбал 80-тите, него тоа што му значи сега на некој љубител на спортот. Не ми се допаѓа оваа ера на TMA, too much everything и too much information, и јас се трудам тука нешто што е во, се да ти кажам исто уште една тајна што правам ја во изминативе 7-8 месеци. Ја обавезно навечер, ама обавезно гледам некој филм од 80-тите години, затоа што ми прија таа естетика и атмосфера на тие филмови од 80-тите години, на тоа како се луѓето таму многу порелаксирани, иако имаат интензитет во свет, тие се сепак многу порелаксирани од тоа што сме ние денеска, како музика да ги прати тие сцени во тие филмови. Јас се трудам после таа естетика да ја искористам во работата. Да речеме овие наочари во кои што сега ти гледаш, ја имам 22 пара вакви наочари мозкот. Тие се 90% луѓе не може да приметат разлика во моделите на тие наочари. На 90% луѓе им се тие исти, али тие имаат ситници кои што мене естетски ми пријаат, и јас учам од начинот на кој тие ги работат тие наочари, го работат маркетингот на тие наочари, и се трудам тоа да го спроведам локално, така да имам предизвици.
драго ми е затоа што обично професионалните предизвици кои што ги остварувате предизвикуваат многу убави доживувања кај публиката. Вака да ти кажам, во принцип, ако не би купил 2 пара наочари мозкот месечно, ако сега за 2 недели не купам годишна карта, 2 годишни карти за мене и за Мија, за КК Партизан, ако не одам на 5-6 гостувања на КК Партизан, посигурно од смрт е дека идната година нема да има ни еден светски концерт во Скопје. Тоа е пакет, ме разбираш? Значи, Да, тоа оди едно со друго. Така, штом имате предизвици, тоа е убаво со оглед на тоа дека ќе имаме уште многу работи да видиме со таква страст со која што ги работите. Не мора да значи, затоа што има работи кои што некогаш не зависат од нас, затоа што ние сме едно зрно песок во тоа што се вика музичка индустрија. Немам појма каков шпил на карти ќе добијам ја за 2025 и за 2026. Тука ја може и да колку сакам да се трудам, али некојаш едноставно не бива. Може би ќе решам ништо да не работам во Скопје, да работиме еден голем концерт во Сараево или во Београд. Јас кажав пред месец дена на една телевизија дека морам да видам од новава влада дека го цени и го поштува као стопанска гранка и како една од ретките работи која реално значи Европа во Македонија. Ова што го работам ја, ако не го препознаат тие тоа, отидов ја. Сега ќе ве прашам, не ми беше планот, ама само ме испровоцира муабетот. Не е битно која влада, која и да е. Досега се случило ли некогаш да искомуницирате со некој и да ви каже ти треба тебе помош некаква? Затоа што ја не сум слушнала да бидете подпомогнати. Значи, да... вака единствено што се случило е, најдиректно ќе кажам, кога почина Даниел пред 10 години, тоа беше во месец јули, негде во октомври месец, да тогашната министерка Елизабета Канчевска да ме викне на состанок во Министерството за финансии со вице-премиерот Зоран Ставрески, и од нив ми беше прашано што треба тие да направат за јас да не престанам да работам. Добро. И ја тоа го почитувам многу и како резултат на тоа 2 години после тоа дојде Стинг во Македонија. Так. Ја добив незначителна беше финансиската помош во однос на, затоа што знаеш, тука е многу смешно. Имаше една особа која мислеше дека е министерка за култура предходната, која уствари беше министерка за труд и социјала и за подпомагање на другарчињата од Битола. И сега таа мисли дека ако ти дае 6 милиона денари, дека таја ги плаќа Рамштайн, а при тоа не сваќа да речеме дека Рамштайн коштаат 6 милиона евра и дека незините 6 милиона денари не се доволни за ВЦ-а за концертот. Така да многу се мали шансите некој на таков директен посреден начин да ти помогне. Мене многу поише ми значи, како да ти кажам, таа морална подршка и почит за тоа што го работиме, па ја сам да си се изборам после за останатото, него незначително е тоа што за нив е многу и за нив изгледа дека е многу, во реалноста е малку. Така, морав да опфатам многу теми, затоа што има многу теми, а ми сте прв пат гости на работите веќе 30 години. Да се вратиме за крај на концертот на Лени Кравиц. Јас го најавив во најавата затоа што тоа ми е работа, ама не можам да го најавам така како што ќе го најавите вие. Сите оние кои што се уште размислуваат, сите оние кои што... Да ти кажам, ај одма да те прекинам, боле да зборам ја него ти, така? Добро. Да. Значи, види, Охрид Колинг 31, 1, 2, 3, Лени Кравиц 4 се на една страна, на другава страна е сето останато. Значи сето останато, сите знаат што спаѓа под сето останато. Ние сме сами против сите. Оваа порафинирана, естетски пообразована публика, нема да користам никакви други безобразни термини,
самата знае што треба да направи и треба да се преброиме. Еве, да ти кажам, многу ми е мило што прв пат имаме ситуација, тоа ми текна пред некој ден и го кажав на Мија. Прв пат имаме ситуација родители и деца, да речеме, ќе доаѓаат на Охрид Колинг и родителите со децава, пошто децава им одат на Охрид Колинг, али после некои од децата ќе одат со родителите на Лени Кравиц. И сега имаме еден светски Охрид и една светска Македонија, која што е навистина светска во тие неколку дена само благодарение на Охрид Колинг и на Лени Кравиц. И тоа треба да се треба да се искористи, знаеш. И тука кога често размислувам, ја стварно не сакам да престанам да работам без да има Македонија барем еден голем концерт за 30-40-50 луѓе, знаеш. Ама тука треба да сватат луѓето дека, да речеме, без разлика што тебе не ти е тој фаворит артист кој би свирал 2026 на стадион во Скопје, а ти одиш да гледаш други, Beyoncé, The Weeknd, Coldplay, Foo Fighters, ова она, сепак ако ти дојде дома нешто такво, а ти си љубител на музика, треба да одиш да го видиш тоа, да го поддржиш, затоа што знаеш дека е во омер на 11-то светско чудо тоа што ти се прави дома. Така да, истото тоа го очекувам сега со Лени Кравиц. Морам да признавам дека врие за Лени Кравиц од секаде. Мене ми се таксистите за све. Мене такси во Скопје треба да ми плаќа, а не ја да плаќам на таксито, затоа што јас сум им психијатар на таксистите. Ја ги слушам нив. Секаде во светот фризери и таксисти слушаат муштери, кај нас е и тоа обратно. Значи, тројца таксисти ми кажале дека фамилија им иде од Германија, Австрија, Италија, ради Лени Кравиц во Охрид, па овие им викаат, па што иде дека Лени Кравиц свири и тамо, тие викаат, не, работата е дома да го гледаме Лени Кравиц. Мислам дека тоа што ќе биде од публика на Лени Кравиц, тоа е некој одбрамбен механизам против селјаклукот во Македонија, тоа е некој одбрамбен механизам да се види колку има стварно луѓе со европски цивилизацијски вредности во Македонија и дали сме ние воопшто доволно и дали ние заслужуваме некогаш да влеземе во таа Европска унија или едноставно по ментална матрица не ни е местото таму. Така, за претходниот концерт на Лени Кравиц рековте дека тука имаше нешто посебно убаво во воздухот. Верувам дека ќе биде така и сега. Види, да ти кажам, тоа е ретко, тоа не може да се објасни во мојот бизнис, да речеме, од преку 150 концерта има 10-15 кои што се двојат, кои што не можеш да објасниш, да речеме, првиот од Faithless во СРЦ Кале, тој Лени Кравиц овде во онда Green Day во Београд, онда беше нешто можеби величествено што сум осетил во животот, настапот на Моби после несречниот настап на Еми Вајнхаус во Београд. Таков беше концертот на Лени Кравиц овде во Охрид, кога едноставно нешто многу добро, а ти не знаеш зошто е тоа така и не можеш да објасниш и да опишеш зошто е тоа така. И тоа не се нарачува, тоа не е песна која се нарачува, тоа или се случува или не се случува, останува да видиме дали ќе биде така. Така, верувам навистина дека ќе биде, затоа што тој флуид кој што се почувствувал тогаш е важно, не само што ќе се повтори, веројатно ќе биде и подобро и убаво е да се тргне со таа мисла. Многу ви благодарам уште еднаш, ќе имаме, верувам, можност да разговараме повторно, затоа што теми има секогаш. Ти благодарам што фино си се спремнила за ова. Што нема глупи прашања од типот кога почна лавалон и слично. Не, тоа треба да се срамам ако одиме така. Боле да има некој обид за психијатриско прашање него да е досаден муабетот. Тоа не беше психијатриско. Затоа што не во право си, не си ти единствена особа која се чуди за некои мои екстреми. Двајца сме тука и јас се чудам некогаш од самиот себе си и тоа е убаво чувство да се
да не можеш да се препознаеш позитивно сами од себе си во некој сегмент. Значи тоа се кога слушнав се ја да речеме Битанга и принцеза која е да објаснам од две реченици, тоа е практично кој да е нов албум на Биело дугме, затоа што се звучи различно од ја поише од Брегович ми значи мене тоа, поише од Бебек ми значи мене тоа, затоа што јас го знам секој тон на тој албум и ја кога го ставив тоа на слушалици и кога го слушнав, тоа е буквално као да се тие песни издадени сега денеска, иако се истите песни, тие звучат исто, ама 1000% различно. И тука сватив дека уствари не е безнадежна ситуацијата во светот и дека можда уште сите ние ќе имаме некоја лепота пред нас. Така, да знаете дека тој екстрем кој што сум го забележала во позитивна смисла го кажав затоа што ако не постои тој екстрем нема да има ништо екстремно добро. Точно, значи ако не постои тој екстрем 0% се шансите јас да го работам Лени Кравиц, јас ќе ги работев сите овие условно кажано полурурални концерти, тогаш немаше да дозволам друг да ги работи. Ви благодарам многу и ви посакувам убав концерт на Лени Кравиц и сето на што го планирате и сите тие предизвици да ги остварите на таков начин каков што имате замислено. Да ти кажам право, не замислувам јас многу работи, него едноставно оставам тоа така да се случува, ама бидејќи си свесна дека нема импровизација на овој левел на работа, се разбира дека ако нешто биде објавено и најавено, дека се знае дека тоа ќе биде изработено на највисоко можно ниво. Така, јас ќе се вратам на првото од две интервјуа сум работела со Каролина Гочева до сега, од кој што првото беше телефонско и забележав дека не сте само ви единствената во Авалон највисока карика која што работи така, затоа што за да го добијам тоа интервју телефонско, јас требаше да испратам и концепт и прашање на вашиот пиар што е сосема во ред за тие да знаат дека нема да ја прашам што е во хороскоп. Реално. Така што мене тој концепт ми се допаѓа. Не знам како да ти кажам. Ние од првиот момент кога ја работиме оваа работа, ние работиме на глобален начин на локално ниво. Иначе не можеш да обстанеш 30 години во оваа работа и не може Лени Кравиц да го донесеш во Охрид, Сантана во Скопје, Пинк во Скопје. Значи, сега Пинк била во Скопје, тоа делува неверојатно. Да, и плюс вие сето ова што го правите, не го правите за вас, туку баш за Македонија и за публиката, затоа што вие ако сакате да отидете на концерт на Лени Кравиц, ќе си одберете држава, ќе си отидете и пријатно, така? Апсолутно. Реално. Да, и тоа уште со јебени гратиси. Да, бидејќи во мојава бранша ние си се почитуваме меѓу себе као промотери, агенти и без разлика што не се знаеме, ако мене ми побара некој за Лени Кравиц во Охрид од Лондон, јас му давам, а тој мене ми дава во Лондон за Масива так да речеме, така да тоа е тоа. Јасно. Бобан, ви благодарам многу и ви посакувам убав престој во Острога и во Охрид. Концертиве.